Во Штипско Ново село вчера беше одбележан роденденот на големиот македонски револуционер Гоце Делчев. На спомен релиефот букети цвеќе положија градоначалникот на општина Штип Благо Бочварски, представници на државни институции и на политички партии. Стратегот на македонското национално ослободително движење, на македонскиот народ, на почетокот од претходниот век, визионерот, хуманистот, космополитот Гоце Делчев јасно го изрази својот слободарски дух во разбирањето на светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Во тој дух Република Македонија и денес ја продолжува и одржува својата позиција на независна и суверена држава. Република Македонија денес како мирољубива земја во Европа својата надворешна политика ја гради на темелите на повелбата на Обединетите нации, јакнење на меѓународниот мир и безбедност, развивање на економска соработка и заштита на човековите права како предуслови за побезбеден и поправеден свет за сите. Внатре сме фокусирани на она што ги зближува граѓаните, на нивните заеднички интереси. Гоце Делчев се залагал за еднакво општество за сите, а со сета своја револуционерна дејност и посветеност, тој ги надмина тесните рамки на национална слобода и излезе со својот хуманизам и космополитизам. Водостојот на реките зголемен, но браните и понатаму празни. Последниве дождови на истокот не влеваа доволно надеж за поволна хидролошка состојба. Во Штипско за 3 дена наврнаа само 10 литри дожд на метар квадратен, но затоа висинскиот столб на брегалница двојно се зголеми, покажуваат последниве мерења кои според стручниот соработник на управата за хидрометеоролошки работи во Штип, Кирил Маџунаров, е резултат на топењето на снегот на Плачковица и Осогово. Денеска висинскиот столб на брегалница во Штип е 152 сантиметри, што е далеко од критичната точка на излевање. Според оние сознанија што ги имам последните 25 години за брегалница, критично беше 2013 година на 26 кога беше коритото на нивото над 4 метра. Река Брегалница се излева само кога браната Калиманци е преполна, но состојбата е поинаква. Сушата и последната водоснабдителна сезона ја испразнија акумулацијата. Просечните врнежи на почетокот на годината се речиси како и лани. Последниве дождови не ја подобрија хидролошката состојба. Ова не им влева надеж на земјоделците од истокот во прашање, иако се уште рано и покрај најавите за нови врнежи кон крајот на неделата е доведена предстојната наводнителна сезона и сидбата на оризот. Најголемиот дел од оризовите полиња вода ќе чекаат од Калиманци, но се поизвестно и дека за сите нема да има. Предстои ли уште една проблематична година за наводнување? Од ноќеска на полнок за 1 денар поевтинуваат цените на дизелот, а бензинот Евро Супер 95 поскапува за половина денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинерските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,59, односно за 1,21%. Новата малопродажна цена на Евро Супер 95 ки изнесува 68 денари, а цената на бензинот Евро Супер 98 ќе остане непроменета, односно 69,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 0,8 денари за килограм се намалува и малопродажната цена. Како причина за промената на малопродажните цени на нафтените деривати од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат намалувањето на цената на суровата нафта на светскиот пазар во изминативе 14 дена. Расте бројот на пациенти кај кои лекарите диагностицирале карцином. Статистиките се поразителни, секоја година околу 6000 луѓе заболуваат од карцином во Македонија. Во Македонија секоја година околу 6000 луѓе заболуваат од карцином. Кај жените најчести видови се карциномите на дојка како и на грло на матка, а кај мажите на дебелото црево и простатата. Статистичките податоци на Штипската клиничка болница се поразителни. Од 2 до 3 пациентки со диагноза карцином на дојка дневно се оперираат во Штипската болница, што укажува на фактот дека месечно со оваа диагноза се оперираат од 20 до 30 жени од целиот источен регион.
На дневна база може да се каже дека од источниот дел има 2 до 3 пациенти кои што се оперираат од карцином на дојка. Така што месечно низ нашата болница проминуваат околу 20 до 30 пациенти оперирани со карцином на дојка. Меѓутоа тука треба да се земе фактот дека не сите жени нели се оперираат во нашата болница од источниот дел, значи тој број е најверојатно и поголем од тие 20 до 30 жени. И додека жените ја бијат битката со карциномот на дојка, кај мажите расте бројот на карцином на простата. Инциденцата е во поголем подем, алармираат уролозите. Намета се припадниците на посилниот пол со над 45 години. 5-10 години оперирале 10-15 карцинома на простата годишно. Сега можем слободно да кажем дека имаме некаде 10 до 15 за некаде за месец и пол 2. Значи тоа инциденцата на карциномот на простатата е во многу голем подем. На што се должи оваа честа инциденца на заболени од карцином на простата? Најголема причина е стресната ситуација, стресот. Друга причина се зрачењето, доста е појачено ова зрачењето од радиациите, од овие што беа пуштени осиромашени ураниуми, од истенчената озонска обвивка. Како друга причина е дел од неправилната исхрана. Само минатата година во Македонија се откриени нови 1200 случаи, или во просек, кај 4 жени дневно лекарите диагностицираат карцином. Во последните 15 години, смртноста од канцерогени заболувања пораснала за 9%, и според бројот на смртни случаи, Македонија се наоѓа на 3-то место во Европа. Секој родилиште ќе има животоспасувачки лекови за мајки и бебиња, а родилки нема да се препраќаат во Битола, Штип и Тетово во Скопје, најави министерот за здравство Венко Филипче. Тој рече дека мерките за подобрување на состојбата во родилиштата и зголемување на грижата за бремените жени и бебињата ги изработиле во соработка со Фондот за население на Обединетите нации. Во секое време во родилиштата ќе има достапни животоспасувачки лекови за мајките и новороденчињата, согласно листата на СЗО. Утврдено е дека дел од ваквите лекови не се регистрирани во Македонија, а и тие што се не секогаш се достапни во родилиштата. Според податоците од Државниот завод за статистика во 2016 година, од 1000 живородени починале 11,9% бебиња. Европскиот просек е двојно помал, односно 5,2%. Сдруженијето на слепи лица бара да се изгради патека за нив која ќе им го улесни движењето низ центарот на градот. Исто така бара да се стави ред со сообраќајните знаци. Надлежните од општина Штип вела дека наскоро ќе почнат да ги средуваат сообраќајните знаци кои се поставени на погрешни места на улиците. Слепите лица бараат да се изгради патека за нив низ централниот дел на Штип, со што ќе им го улесни движењето. Драги Витанов од Сдруженијето на слепи лица вели дека општината може да размислува за оваа инвестиција, која и не е толку скапа. Тоа е некако гумена подлога, тоа веќе има тој проект во Скопје веќе реализиран, мислам, има таква патека изградено, кај што се само треба да биде многу по добро направено, тоа е малку фушиски направено во Скопје, така што многу брзо се израсипа таа патека, така не се употребува сега веќе, малку употребуваат, инаку тоа е тоа. Инаку имаме доста искуство, значи во Јапонија, во Кинија, кај што многу подобро се третирани слепите лица пред се. Витанов забележува дека мора да се стави ред при реконструкцијата на улиците и на тротоарите. Вистински хаос владее во центарот на Штип, бидејќи слепите лица низ централното градско подрачје наоѓаат низа препреки меѓу кои сообраќајните знаци, кои се поставуваат на сите страни. Сообраќајните знаци се поставени некој лево, некој на средина, некој десно од тротоарот, така да не знаеме стварно каде што треба, значи да бидеме славомисти или велеславомисти, па да одиме да тоа не страшна работа. Сега, значи, за тоа сепак ќе треба да се направи нешто, тие сообраќајни знаци да се постават од една страна, да знаат слепите лица или славените лица, па и другите лица со колички и така натаму, да знаат дека тој дел на тротоарот е слободен, да може таму се движат без никаков проблем. Надлежните лица од општина Штип велат дека на оние места, односно тротоари, каде што погрешно се поставени сообраќајните знаци,
наскоро ќе бидат дислоцирани, со што ќе им се овозможи на слепите лица и на лицата со инвалидски колечки без проблеми да се движат по тротоарните површини. Штипските ловци подготвуваат хајки за отстрел на штетен дивеч. Ке се лови волк и лисица. Чакалот кој засега прави големи штети на сточарите се уште не е ставен на листата за отстрел. Две поголеми хајки за отстрел на штетен дивеч ќе организираат штипските ловџи. Волк и лисица ќе се ловат на терените во Доланско и во атарот на карбинското село Радање. Поплаки за штети веќе пријавиле сточарите. На 11.2 и 11.3 во недела тие хајки ќе се одржат, значи на 11.2 во местноста Радање и на 11.3 во Долани. Така да сите ловци кои имаат желба можат да учествуваат на тие хајки. Волкот не е пренамножен, но прави штети, велат од ловното здружение Ловец. Помали хајки ќе се организираат и секоја недела. И ќе има исто така и другите недели хајки со групи од под најмалку 10 луѓе. Зголемена ли е бројната состојба на волкот? Имате ли такви информации? Го имали повеќе, се симнували во низинските делови? Па не е кој знае колку многу зголемено, меѓутоа ние како и секоја година традиционално одржуваме хајки на штетен дивеч, така и оваа година. Штипските ловџи задоволни од отстрелот во последната ловна сезона. Отстрелани се 20 на капиталци на терените за лов во Штипско и Карбинско, најмногу дива свиња и волци, помалку зајак. Дел од уловот годинава ќе се најде на трапезата на ловечката вечер, која годинава ќе се одржи на почетокот на март. Платежната агенција ја објави новата програма за рурален развој во износ од 35 милиони евра. Мерки кои годинава ќе се кофинансираат од оваа програма, позната како 50-50, се подигнување на нови лозови и овошни насади, набавка на добиток, набавка на нова земјоделска механизација, инвестиции во системи за наводнување и поддршка за младите земјоделци. До 28 февруари овоштарите, лозарите и сточарите ќе може да аплицираат за повратни средства за подигнати нови повеќе годишни насади за периодот од 1 октомври до 31 декември 2017 година. И последната информација од спортот. Машката екипа на медицинското училиште Јане Сандански од Штип е победник на општинскиот надпревар во баскет и се стекна со право за настап на зонското првенство помеѓу победничките екипи од Радовиш, Валандово и Струмица. Во рамките од општинското првенство на училиштиот спорт во баскет за тројки, машката екипа на медицинското училиште Јане Сандански беше на успешни и го освои првото место. Според информацијата од председателот на училиштиот спорт Трајче Тасевски, тие во финалето ја победи екипата на електромашинскиот училиште Центар Никола Нехтенин со резултат 21:15 и се пласира за понатамошните зонски надпревари, каде што ќе настапат со победничките екипи од Струмица, Радовиш и Валандово. Победникот од зонскиот турнир ќе настапи на републичкиот турнир кој се одржува во Скопје во конкуренција на 6 екипи од сите региони на Македонија. Се вкупниот победник пак на Македонија се стекнува со право за настап на светското првенство што од 26 февруари до 2 март ќе се одржи во Белград, Република Србија. Од Трајче Тасевски информацијата дека утре вторник во спортската сала на Основното училиште Димитар Влахов со почеток во 10 часот ќе се одржи општинскиот турнир во облика за основни училишта во машка конкуренција. Во Валандово пак ќе се одржи зонскиот турнир во облика за жени, на кој како победник од Штип ќе настапи екипата на Димитар Влахов. А во рамките на подготовките за новата одбојкарска сезона на Македонија, женската екипа на Угода Студент во пријателски надпревар ја победи екипата на Перистер Волеј од Битола со резултат 3:1 во сетови. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во овие вести. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.
концертен спектакл во месецот на љубовта и виното. По долги 20 години повторно во Скопје, легендарниот Мишо Ковач. На незаборавен концерт 17 февруари 2018 година ВИП арена Борис Трајковски. Билети преку купи карти за се. Пола Југотон и Цветјара Розеверо 2. Мишо Ковач. Сега, па кој знае кога пак. Прагма продукција. Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали. Спорт клуб 1, 2 и 3 и ХД канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас е бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. Пристигна најновата колекција на Бергала есен-зима 2017-2018. Бидете во тренд. Изберете го најдоброто од богатиот асортиман на акционерското друштво Бергала. Продажните салони на Бергала ни издржавава ве очекуваат. Урбано, а традиционално. Вкусете ги најдобрите специјалитети во најгорманската улица во Штип. Усо како, ресторан со извонмерена храна, што ќе го зачини вашето доживување, без разлика дали се работи за бизнис ручек, дружење со пријателите или пак романтична вечера. Во преубавата атмосфера, секој љубовен состанок се претвори во бескрајно задоволство, а секој деловен ручек има позитивна и конструктивна атмосфера. Усо како, на позната локација со долгогодишна традиција во Штипски сопак. Дрво декор Кара Арман, од идеја до финален производ, врвна технологија и стручен кадар, формула за врвен квалитет, производство и продажба на мебел по најнови модни трендови и мебел од масивно дрво, теписи теписони од домашно и странско производство. Дизајнот и комплетното уредување на домот припуштете го на професионалниот тим и врвните мајстори во дрводекор, совршена равнотежа помеѓу формата, дизајнот, амбиентот и секојдневната практичност. Дрводекор, традиција и квалитет. И после 20 години се уште со вас. Се уште најефтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации. Време е за револуција. Најголемиот спектакл досега. Концерт на единствениот Раста и незаменливата Ана Николич. А свето трае кратко, док не видиш да сиям као злато. 16 февруари, ВИП арена Борис Трајковски. Карти преку купи карти за се. Пола Југотон и Розе Веро 2. Перформанс во живо, сценски ефекти, танчерки и многу изненадувања. Раста и Ана Николич.